10 општини од југоисточниот регион заеднички ќе го решаваат проблемот со кучињата скитници. Тоа го договорија градоначелниците на општините на редовната 14-та седница на Советот на југоисточниот плански регион. Еден од начините на финансирање на овој проект ќе биде преку аплицирање до европските фондови, заеднички со партнери од Република Грција, со помош на прекуграничната соработка. Председателот на Советот, градоначалникот на општина Конче Стојан Лазарев, вели дека овој предлог проект добил широк консензус за реализација, со што ќе се бараат грчки партнери за негова имплементација. Покрај тоа, градоначелниците се договориле со соседните општини од грчка страна да реализираат проекти кои во Македонија успешно се спроведуваат, како што е акцијата Денот на дрвото. Предлог проекта и кој што најмногу можеме направивме консензус во делот на околу решавање на проблемот со кучињата, скитници, па и општо, значи проблематиката со кучињата, бидејќи тука значи размислуваме заеднички да го решиме проблемот, без разлика дали ќе аплицираме со Република Грција со проекти или сами, секако треба тој проблем да го решиме и најверојатно ќе пристапиме со на сериозен начин спрема овој проблем и оваа надлежност која што реално поединечно и скапо ќе кошта, меѓутоа и тешко се спроведува, што значи планираме еден заеднички стационар кој што ќе биде во функција на сите 10 општини. Потоа како предлог проект произлезе и околу испитување на можностите за обновливи извори на енергија. Исто така, значи, како потенцијален предлог проект е и Денот на дрвото, да го имплементираме и во Република Грција. Советот ги разгледувал и досегашните достигнувања на Центарот за југоисточен плански регион. Посебно се разгледувало прашањето околу изградбата на депонијата кај Добрашинци. Воедно, 4 струмички општини ќе бидат поврзани со така наречената патека на железната завеса. Прва од таков вид во Македонија, проект кој ќе се финансира од Европската унија. Меѓу другото беше разгледувано и прашањето за депонијата, тоест сето она што треба да се постигне да се дојде до крајна фаза за изградба на депонијата. Знаеме дека имаме уште 4 заинтересирани концесионери кои се заинтересирани овде за депонијата. Понудите се веќе испратени, очекуваме во почетокот на месец јуни тие понуди да се разгледуваат. Околу она што ќе понудат концесионерите ќе биде разгледувано после самите понуди, а освен депонијата, значи за достигнувањето на нашиот регион, разговаравме и за поставувањето на туристичката сигнализација која е исто така финансирана од Европската унија. Тоа е патеките на железната завеса, тоа е една патека прва во Република Македонија и 13-та која е финансирана од Европската унија и ќе поминува низ нашиот микрорегион, тоест низ општините Ново село, Босилово, Струмица и Василево. Домаќин на 14-та седница на Советот на југоисточниот плански регион беше општина Василево.